Фатмир Тахири, кој порано бил возач на екс-вице-премиерот Хазбилика, подосна вработен во Тетовската локална самоуправа, се самоубил. Говорат информациите на СВР Тетово и јавното обвинителство. Тие денес изврши увид на лице место во близина на Тетовскиот плоштад, каде било пронајдено телото во возило Ford Focus. Без животното тело го пронашол неговиот син и веднаш случајот го пријавил во полиција, дека најверојатно станува збор за самоубиство. Попладнево потврди министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Па нема повеќе сознание од тие што ви се официјално соопштени. Тоа се првичните информации и според првичната проценка од увидот на местото на настанот се гледа дека најверојатно се работи за самоубиство. Наша екипа беше на местото каде е пронајдено телото на Тахири, кај крстосницата на улиците Киро Ристовски Дрнц и Андреја Стојановиќ. Семејството не ни дозволи одблиску да снимаме. Според засега непотврдени информации, на стаклото од автомобилот биле забележени дупки од огнено оружје. Фатмир Тахири работел во општина Тетово во секторот за урбанизам од 2005 до 2009 година, кога градоначалник на Тетово беше Хазбилика. Тахири работеше во кабинетот на градоначалникот, а повремено бил и негов возач. Вчера вечер околу 22 часот и 40 минути на регионалниот пат Дебар Мавровјанови во близина на Ростушко Анче, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Жировница ги лишиле од слобода албанските државјани, 21 годишниот КЛ и 43 годишниот РС од Пешкопеја. Полицијата соопшти дека откако било запрено нивното возило Volkswagen Touareg со албански регистарски ознаки, им бил пронајден кокаин, пошто едниот се обидел да избега, но набрзо бил фатен. Извршен бил увид, а двајцата албански државјани задржани се во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Во полициската станица Тетово пак околу 21 часот и 20 минути бил задржан косовскиот државјанин ЈХ, 37 годишен, кој неколку часа претходно по барање на Интерпол бил лишен од слобода од полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Јажинце. Во Тетово вчера вечер бил пријавен и физички напад од страна на 22 годишен косовски државјанин ВК. Тој пријавил дека околу 22 часот и 30 минути на улицата Илинденска во Тетово физички го нападнале 4 лица. Полицијата соопшти дека се работи на расчистување на случајот. Во Гостиварската општа болница Ферид Мурат вчера околу 17 часот и 15 минути бил донесен 40 годишниот АД од Гостиварското село Равен. Тој, движејќи се по шумски пат со мотоцикл крос без регистарски таблици во местноста Шарски води, паднал и се здобил со тешки телесни повреди. Увид на местото извршила екипа од полициската станица Гостивар. Свечено денеска во употреба го пушти министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, реконструираниот објект на полициското одделение во село Грубчин. Тој се заблагодари на жителите на село Грубчин кои несебично помагале да се реконструира овој објект кој 4 децени откако изграден не е чепнат. Почитувани представници на медиумите, сакам да го изразам моето задоволство. Денеска остваривме работна посета во полициското одделение Грубчин при секторот за внатрешни работи во Тетово. Разговаравме за безбедносната состојба, ја оценуваме како мирна и стабилна. Меѓутоа и повод за ова наша посета беше да го промовираме реконструираниот објект на полициското одделение во Грубчин. И тоа, според информациите кои што ми ги дадоа, објект кој што е направен 79-та година и до денешен ден не беше ништо на него реконструирано. Посебно сакам да се заблагодарам на бизнис заедницата од Грубчин и од околните места од општина Желино, кои што помогнаа за реконструкција на целиот овој објект. Вие знаете дека како раководство на МВР направивме се за да ги подобриме условите за работа. Меѓутоа, командирот на полициското одделение во Грубчин, началникот на секторот за внатрешни работи во Тетово, заменикот началник, сите заедно се ангажирале и преку овие бизнисмени, преку поединци кои што
покажа висока свест, општествена одговорност да помогнат на Министерството за внатрешни работи, се реконструираше целосно овој објект и денеска изгледа современо, модерно, со услови за работа на полициските службеници. Истакна Спасовски. Тој одговараше на новинарски прашања поврзани со случајот Рекет. Рече дека во тек е вештачењето на вториот телефон на Катица Јанева и за сите случаи на злоупотреба на секое лице како и во случајот Рекет, полицијата ќе превзема мерки согласно законот и упатствата кои ќе ги добива од јавното обвинителство и другите институции. Сите процесни действија кои што се барање на јавното обвинителство, дали е тоа за случајот Рекет или за било кој друг случај, полицијата ги превзема неселективно. Јас само повикувам и сега секој еден граѓанин на Македонија кој што чувствува дека има било каков притисок или се прави некакво кривично дело, има сознание за такви работи, да пријави во полиција, се со цел да сите заедно помогнеме во борбата против криминалот и корупцијата. Така да не е важно кој е, не е важно ниту политичката партија, не е важна ниту националноста, ниту верската припадност во криминалните активности. Ние сме решени цврсто да се справиме со криминалот, со корупцијата во државата и тука таа битка која што сега ни престои или сега се наоѓаме токму во тој клучен момент на пресврт на борбата, треба да ја допринесеме сите заедно. Истакна Спасовски. Дел од жителите од Групчин кои помагаа во реконструкцијата на објектот на полициското одделение Групчин добија благодарници лично од министерот Спасовски. Државниот помошник секретар на САД Филип Рикер попладнево оствари средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети. На средбата се разговараше за актуелните политички случувања во земјава. По средбата лидерот на ДУИ Али Ахмети даде изјава пред медиумите. Тој истакна дека Рикер не е дал никаква забелешка во однос на реформите кои што Македонија ги прави во судскиот систем и јавното обвинителство. Разговаравме околу многу значајни прашања. Околу нашите напори што ги правиме за владење на правото во нашата земја. Околу верификацијата на високите представници, било тоа во екзекутивната власт, во законодавната власт или локалната власт. Исто така разговаравме и околу законот за јавно обвинителство. Ахмети ја повика опозицијата да разговара со политичките партии, но и со меѓународната заедница во однос на донесувањето на законот за јавното обвинителство. Што се однесува до законот за јавното обвинителство, од страна на меѓународната заедница, од нашите стратешки партнери се бара овој закон што е можно поскоро да се усвои и да се имплементира. Што се однесува до опозицијата, тие би требало да ги имат предвид, дека треба да комуницираат и да соработуваат со политичките сили во земја, но и со меѓународната заедница, затоа што прашањата се толку поврзани едно со друго. Истакна Ахмети. По средбата со Ахмети, Рикер оствари средба со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Вршителот на должноста помошник државен секретар на САД за Европа Филип Рикер, придружуван од американската амбасадорка во земјава Кейт Брнс, денеска ја посети општина Тетово и оствари средба со градоначалничката Теута Арифи. Поранешниот амбасадор на САД во нашата земја Филип Рикер изрази задоволство што е во посета на Тетово и ја представи новата американска амбасадорка Брнс, која за прв пат беше во официјална посета на општина Тетово. Тетово е градот кој има големо влијание и во економскиот и во политичкиот живот во вашата земја, истакна Рикер на средбата со градоначалничката Арифи, поздравувајќи ја заложбата на градоначалничката за евро и НАТО интеграциите на земјата.
Градоначалничката Арифи уште еднаш го искажа своето цврсто залагање за што побрза интеграција на земјава во Европската Унија и НАТО и посочи на идна уште попродуктивна соработка. На денешниот состанок централни теми беа билатералните односи и патот на Северна Македонија кон членство во НАТО и ЕУ и беа разменети и мислења за состојбите во регионот. Во чест на националниот празник Илинден јубилејно по 10-ти пат, конјаницата на Сдруженијето Бигорски манастир Патот на Црешовото топче го организира маршот од Гостиварско до славното Крушево. Почитувачите на вредностите од Илинденската епопеја, облечени во комитска облека, на коњи, тргнаа рано наутро од селото Зубовце, пошто се упатија кон Тумчевиште. Тие во наредните денови ќе го поминат патот од околу 200 километри, по кој било пренесено првото Црешово топче за поддршка на илинденските востаници. На 2 август конјаниците ќе учествуваат на прославата 10 дена Крушевска република на Мечкин камен во Крушево. Јас сум Мане Јаковлевски, еден од остивачите на оваа којаница, која што за среќа наша, фала му на Господ, оваа година по 10-ти пат тргнуваме од село Зубовце. Еве денес сме тука на селската слава Свети Аранџел Михаел во Тумчевиште. Од тука конјаницата заминува за Гостивар во градските гробишта и после тоа во црквата Света Богородица во Гостивар, каде што ќе добиеме благослов од свештеникот во црквата. После тоа конјаницата трга за Свети Јован Бигорски, за манастирот Свети Јован Бигорски, каде што утре во 10 часот свечено ќе испратиме од манастирот. Секоја година голем број граѓани ги пречекуваат конјаниците во своето место, им даваат зборови на поддршка за опстојување на иницијативата и негување на историските вредности и традиција и ги испраќаат со желби за добар и лесен пат до Крушево. Според записите од манастирската историја на Бигорски, во 1903 година, манастирот служел во подготовка на комитите, а во него бил изграден и склад за оружје. Историските податоци зборуваат дека првото Црешово топче било изработено од двајца монаси. Монасите Гаврил Карапела и Гаврил Руснак, со помош на Никола и кираџијата Секула, направиле 2 топчиња. Потоа топчињата биле натоварени на коњи и пренесени преку Бистра до определеното место над селото Душегубица Кичевско. Со едно од двете топчиња вечерта пред Илинден бил испукан првиот истрел што го означил почетокот на илинденското востание. Во манастирот потоа биле изработени уште 3 Црешови топчиња. Православните христијани денес го чествуваат празникот Собор на Свети Архангел Гаврил. Традиционално, како и секоја година, празникот беше прославен во гостиварското село Тумчевиште, каде мештаните го слават и како селска слава. Во дворот на манастирската црква Свети Архангел Гаврил, по присуство на голем број верници, беше извршен чинот на водосвет и режење на кумските колачи. Слава и чест на Свети Архангел Гаврил и принесува на радост на жертва и ми го се секунаш во вечни и држи. Празникот Собор на Свети Архангел Гаврил со години наназад се прославува во гостиварско Тумчевиште. На овој ден традиционално се организира црковно-народен собир за верниците. Јас сум Јаневски Дракче, роден во Тумчевиште, живеам во Тумчевиште. Денеска нашата селска слава, Свети Архангел Гаврил. Ја прославуваме секоја година традиционално. Се прославува откако се памти нашите дедовци, прадедовци, како што ни кажувале, секоја се прославува. Сега почна малку и да се помасовува, помасовно да станува. Повеќе луѓе доаѓаат од сите поближни што ни се села, пријатели кај што имаме. Се слави секоја година на 26.
во зависност од тоа дали ќе падне среда или петок, да се дава постна трпеза, ако падне во другите денови, мртна е трпезата. Сега има моментално 7 кумови, од прво кога почнавме, кога се возобнови манастирот, имаше 1, па почнавме 3, 5, 7, така, пошто луѓето сами сакаат, сами се пријавуваат. Сега во поново време и паричиња ставаме, 7 погачи, во секоја погачи по една паричка, кој ќе има среќата поголема, ќе се ја извлече и ќе биде кум за наредната година. Се слави во домовите или само во црквата? Па после црквата славиме исто во домовите. Секој што си имаме фамилијарни, пријатели, роднини, сите доаѓаат, весело цел ден, цела ноќ. Тоа е колку што можеме. Се обидуваме да зачуваме оваа традиција и сакаме и веруваме и ќе остане. Мора да остане. Да се биде кум на овој празник представува чест за мештаните. Јас сум Горица Митковска и сум една од овогодинешните куми. Денес е голем празник за цело наше село. Исто како и за нас, лани кога ни падна паричката, значеше голем благослов од Бога. Се спремавме со денови, да ги угостиме, да има богата трпеза. Умовска од Тумчевиште, за втор пат ми се паѓа паричката. Чувството е прекрасно, денот е таков. Јас сум Магдалена Наумовска, за прв пат ми се паѓа паричката и сум многу среќена. На празникот посветен на Свети Архангел Гаврил, освен жителите на Тумчевиште, доаѓаат и верници од околните населени места, но и од странство. Овој празник мене ми е еден символ, сега лично за мене, а и за целата православщина, како заштитник Аранџел, Михаил Арангел, што викаме како еден заштитник на човекот во нашата вера. А ја го ценам и појќе сум верен во таа работа. 1968 година ме засегна гром, баш на 18 август. Од тога ја мислам дека овој светец ми држи душата по нокат. И толку сум верен на денешен ден, без обзира што е петок. Увек го одседувам и го молам Бога за моје спасение. А во Тумчевище доважам, ме врзуваат мајка ми и поколението од мајка. На денешното чествување присуствува и членовите на Коњаницата, кои во чест на празникот Илинден го одржуваат маршот Патот на Црешовото топче. Одбележувањето на празникот Собор на Свети Архангел Гаврил во Тумчевиште продолжи со веселба во кругот на црквата. Тетово го доби првиот хотел со луксузен спа центар. МБ Хотел и Спа синоќа свечено беше отворен. Целта на собствениците на овој хотел, како што велат, прв пат влегуваат во овој бизнис, е да им понудат на тетовци тоа што досега го немало во градот. Отвараме хотелот со 5 звездички во Тетово. Имал потреба, се надевавме дека имал потреба и има и спа центар што у Тетово нема, прв пат се дешава да има. Иначе не ни е професија хотел, прв пат и влегуваме и се надеваме дека ќе имаме успеси во овој бизнес. Успешно се гледа затоа што тука гледаме првите гости доаѓаат. Да, имаме првите гости денеска, имаме од 3 различни држави, имаме од Косово, имаме од Србија гости, имаме и од Англија. Ние се потрудивме да бидеме добар, значи спа нема у Тетово. Повише идевме на тоа да правиме и спа центар и направивме спа центар модерно.
Може да кажеме, може да и Скопје него има моментално ова спа центар наш. Погодно е местово, на главна улица сте, паркинг има свој. Имамо паркинг, Врна Куина имамо паркинг, имамо конференцијска сала, имамо скајбар имамо горе. Значи сите услови што се потребни за еден хотел со 5 звездички ги имамо. Овие работи кои што ги кажате, може да ги користите на дворешни гости. Да. Спа центарот ќе биде корисен и за надворешните гости и фитнесот. Ќе имаме и масажи и сите работи, значи и конференции. Во хотелот ќе се случи исклучиво свежа храна, а гостите ќе уживаат во домашни специјалитети, подготвени од врвни мајстори. Значи ние ќе нудиме свежи продукти, салати, пред јадење ќе имамо печење, ќе имамо јагнешко, телешко, морски специјалитет. Ќе имаме јадења по нарачки. Значи имаме сега моментално 5 души во куња работат, помошници и кувари. Јас имам 12 годишно искуство во угостителство. Тражат свежо месо, значи да не биде смрзнато. Тражат свежа салата, домашна. Сирење домашно имаме, ќе нудиме, значи све од квалитетна роба. Фактички од овој крај. Од овој крај. Значи немаме од смрзнати, од Бразил, од Вамотово, не. Значи све од македонско производство. На свеченото отворање присуствуваа лица од политичкиот и општествениот живот. Беше организиран коктел и забава за гостите. Hotel and Spa. Ju lutem nëse ka mundësi për një duar përkitje. Faleminderit shumë. Како што каже колешката Јехона, нели начело на целата групација стои МБ групација, под која што се наоѓаат и останати МБ Company, МБ Trans, IOT Building и МБ Hotel and Spa, која е воедно и причина зошто сме вечерва сите заедно тука. Во име на сите нас менаџери, воедно и моја колешка и сите останати кои го менаџираат хотелот, уште еднаш и посакуваме добро дојдовте. Овој луксузен комплекс се наоѓа на самиот булевар Индустријска, веднаш до бензинската пумпа Лукоил. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Температурите се движеа во интервал од 15 до 35 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 9. Утре не очекува сончево и топло време. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Температурите ќе се движат во интервал од 16 до 35 степени Целзиусови. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9.